Ќе те сретнам после многу лета. Ќе те сретнам после многу лета, после многу премрежја и дни. Снежен повид в коси ќе ми цвета, снежно бела ќе бидеш ти. Без возбуда, без болка, без трепет ќе ме плисне твојот леден сјај и срце завеано в пепел равнодушно ќе прошепне крај. Сел можеби на лицето бледо, горчлив смев ќе се јави пак. На чувствата изгаснати сведок, на страстите истлеани знак. Ацо Шопов, стихови за маката и радоста. Прва порака за маката и радоста. Создавањето на националната литература кај македонците, како и кај другите словени, кои долго време се наоѓале под туѓо робство, е тесно поврзано со свеста за сопствената самобитност, со борбата за национално ослободување и со создавањето на литературен јазик врз народно разговорна основа. Овие процеси се интензивираат во период од половина век, поточно од 80-тите години на 19-тиот до 40-тите години на 20-тиот век, и тоа е период со исклучително значење за целокупниот подоцнежен развој. Македонската литература во споредба со европската и со низа други словенски литератури се одликува со неравномерност во развојот, со забавеност, почнувајќи од османлиското покорување и речиси до средината на 20-тиот век, и со забрзаност во благопријатни услови по Втората светска војна. Првиот период ги промовира моментите на создавање на национална свест кај македонската интелигенција. Како носител на идејата за македонската државност, Димитрија Чуповски, како носител на нормите за идниот македонски литературен јазик, Крсте Петков Мисирков, и примена пред се во драмата, Војдан Чернодрински, Марко Цепенков. Во овој контекст треба да се укаже и на првите почетоци на профаното сликарство во Македонија кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Тие се поврзани со економските и со социјалните промени во Македонија, а особено со постепеното формирање на граѓанската класа и на градската средина во истиот тој период. Несомнено и пробивот на информации преку допирите со соседните земји и воопшто со Европа придонесуваат да се зачнат настојувања за едно поинакво разбирање на уметноста. Овие тенденции наизразито се чувствуваат во делотворештвото на двајцата последни зоографи Димитрije Андонов Папрадишки, околу 1858 до 1954, кој обединува во својата личност последен зоограф и прв граѓански лаички сликар во Македонија, и Ѓорѓе Зографски, 1870 до 1945, вториот македонски зоограф, кој настојува да биде и световен сликар. Секако треба да се истакне и името на македонскиот композитор, хорски и музички теоретичар и педагог Атанас Бадев, 1860 до 1908, како еден од првите професионално школувани македонски композитори. Музика најпрвин студирал во Синодалната школа за црковно пеење во Москва, потоа кај Милий Балакирев и Николај Римски-Корсаков, при дворската пејачка капела во Санкт Петербург. По завршените студии ја истражувал и ја собирал македонската народна музика. Посебно е значајна неговата работа врз проучувањето на македонскиот музички фолклор. Од неговата студија «Нотна тетрадка» може да се заклучи дека Бадев е еден од првите теоретичари кој што има укажано на постоењето на сложени асиметрични метрички групации во македонската народна музика. Современата македонска литература својот пат започнува да го оди во 30-тите до 40-тите години на минатиот век, кога се случува една вистинска експлозија во театарот, особено на сцената на Скопскиот театар, на која се играат пиеси напишани на македонски народен јазик, но и кога излегува од печат првата збирка на македонски јазик под наслов Бели мугри, 1939 година, од големото поетско име Кочо Рацин, првата поетска книга на македонски јазик, објавена на територијата на тогашното кралство Југославија, на чија што територија тогаш е денешната современа македонска држава. Ова е период на цврст интерес насочен кон традицијата и социјално ангажираната литература, како и на една изразена рамнодушност кон концепциите на чистата уметност.
По завршувањето на Втората светска војна и по ослободувањето, македонската литература започнува една нова етапа. Таа нова етапа е својствена и за историјата на македонскиот народ и за културата на овој народ. Македонскиот јазик, по неговото кодифицирање, заедно со тогашниот српско-хрватски и со словенечкиот јазик, станува еден од официјалните јазици на тогашната Југославија. Во тој контекст, веднаш по завршувањето на Втората светска војна, за македонската литература и култура се случуваат неколку значајни датуми. На 29. октомври 1944 година во село Горно Врановци, Велешко, излегува Нова Македонија, првиот македонски дневен весник, кој се доживува како ризница на македонската историја, најголема архива на македонската култура и најревносен борец за македонската национална иднина. На 5. мај 1945 година се усвојува македонската азбука, со што се кодифицира македонскиот јазик, и на 7. јуни 1945 година излегува првиот правопис на македонскиот јазик. До 1991 година, или поточно до распадот на СФРЈ, таа литература и култура се развива во еднакви историски и општествено-политички услови, во еден заеднички културен простор со литературите на другите народи што живееја во таа Југославија. И во една таква општествена и културна средина, македонската, како впрочем и другите култури на таа некогашна СФРЈ, ја промовираа познатата Бахтинова идеја за диалогизам и за културен плурализам. Затоа и македонска литература се развиваше врз сознанието дека туѓата култура, само во очите на другата култура, се открива себе си поцелосно и подлабоко. При тоа таа и посветуваше такви прашања на туѓата, другата, соседната култура, какви што самата себе никогаш не си ги поставила, но и обратно. При ваквата диалогична средба меѓу 2, 3 и повеќе култури, тие не се слеваа и не се мешаа. Напротив, секоја го сочувува своето единство и отворена целост, а заемно се збогатија. Ова сознание ја воспоставува онаа философија на културата во чии рамки постоењето и фактот на културните разлики, наместо обструктивно, има напротив конструктивно, симулативно дејство, потикнувајќи го и продлабочувајќи го при тоа процесот на разбирањето, како и избогатувањето на поединечните културни искуства. Тоа македонската култура, а со тоа и македонската литература добро го почувствува. Но од таа судбоносна 1991 година, македонската литература е веќе култура и литература на една самостојна држава. Поетите што ги одбележаа тие први години на слободно творење по завршувањето на Втората светска војна се Блаже Конески и Славко Јаневски, а како втемелувачи на македонската проза се јавуваат Владо Малески, Јован Бошковски, Славко Јаневски, Коле Чашуле. Во 1947 година излегува и првата збирка раскази «Растрел» на македонски стандарден јазик, потпишана од перото на Јован Бошковски. Тоа е и годината кога се формира Сојузот на писателите на Македонија, денес популарен како Друштво на писателите на Македонија, ДПМ. Преминот од 40-тите кон 50-тите години е веќе диференциран во нашата литературна историографија како фаза на интимизмот. Се работи за една преодна, краткотрајна, но по многу нешта пресвртничка етапа, во која меѓу другото се случува на еден посреден начин на тамошното доближување до некои одлики, особено на символистичката поетика. Во овој период на творечки план, творештвото и особено лириката го поместуваат интересот од колективното кон субјективното пеење, од општото кон личното, од реторичкиот кон емотивниот тон. Македонската литература се вклучува во контекстот на југословенската и пошироко на европската литература, но не ги повторува со забрзано темпо сите пропуштени етапи, туку веднаш се приклучи кон европскиот литературен процес, а со тоа и се вклучи во него за да се развива понатаму рамноправно, рамо до рамо. Така, по периодот во кој интензивно ќе владее естетиката на соцреализмот, македонската литература, заедно со другите литератури во Југославија, во 50-тите и 60-тите години на минатиот век, ќе се нурне во еден уметнички експеримент, доживувајќи с големен интерес кон надреализмот и особено кон филозофијата и литературата на екзистенционализмот. Замаката и радоста, 1952 година.
Ključna godina po mnogo nešta je sekako 1952. To je godinata vo koja se slučuva oficijalното raskenuvanje so socrealizmot i oficijalното otvrlanje na ideološkata kontrola nad umetnosta na Tretiot kongres na Sojuzot na pisatelite na Jugoslavija. Kako nova parola vo duhot na to novo vreme je zalaganjeto za sloboda na tvoreštvoto i pravo na umetnički eksperiment. Ova nova doktrina dobiva ime socijalistički estetizam. No 1952. godina je godina i na kontroverznata zbirka na Aco Šopov Stihovi za makate i radosta, koja tja inicira, a poto i tja razgori dekadata na konfrontacija pomidju realistite i modernistite. Imeno tije tje sporad za prirodata na realističkata umetnost, za nezinata aktuelnost i za možnosta nemožnosta za neizino obnovuvanje vo 20. vek, za važnosta na usvojuvanje to na umetničkite otkritija od zapadnoevropskite literaturi, za svetskoto iskustvo na avangardizmot i na modernizmot, kako što istaknuva Ala Šešken vo svojite studiji za makedonskata literatura, Skopje, 2005. godina. Vo toj pogled, vistinska poetska revolucija izvršuvaat poetite vo 60. godini, kako Radovan Pavlovski, Bogomil Djuzel, Petre M. Andrejevski, Vlada Urošević, Jovan Koteski. Sepak vo svojata objava najglasene Vlado Maleski. Svrtenosta kon modernizmot, to je izrazi preko skrišnata teorijska polemika so naglaseni od avangardizam vo našata sredina vo statijata Konspekti, objavena vo 3 dela. Non possumus, okolo prvoto prašanje na teorijata na umetnosta i umetnikot mora, saka i može, vo brojevite 19, 20 i 21 naspisani je to razgledi za 1954. godina. Maleski dava nesomneno golem pridones vo rešavanje to brojni problemi vo makedonskata literatura, koja trebaše da go nadmine svoj od taka narečen zabaven razvoj i istovremeno da ostvari jedan skok koji se kako trebaše da bide kvaliteten. Od denešna distanca, tije njegovi stavovi i razmisluvanja ne deluva toliko subverzivno kako on je na Bogomil Djuzel, ni to toliko polemički kako on je na Aleksandar Spasov. Sepak treba da se istakne deka kako glaven urednik na spisanijeto razgledi, to je nesomneno ima značajna uloga vo otvorenoto konstatiranje i ukažuvanje na nekoj negativnosti, no i na pozitivnosti vo činotna tvorenjeto. Vo ova spisanije, togaž sedmičen prilog za kulture i umetnost na dnevni otvesnik Nova Makedonija, izleguvati njegovite glavni kritički tekstovi od 50-te, šlageri i muzika, beleški na razni temi, za poveće objektivnosti i sekako veće spomenati od konspekti. I ušte nešto mnogo značajno vrzano za ta 1952. Ta je godina na prviot objaven roman na makedonski standarden jazik, Selo za 7. jaseni od Slavko Janevske. Ta godina od istiot avtor izleguva i knjigata za deca Šećerna prikazna. 60. godini. Interes kon nadrealizmot vo prvata povojena decenija predstavuva jedna opštoevropska pojava, a značenje to i privlečnosta na ova struja, makedonskite avtori ja naodjat pred se vo nije radikalni možnosti, što ta gi otvora vo sferata na obnovovanje to na poetske odzbor. Niv prv tjegi manifestira Mateja Matevski. Vojna atmosfera na ostri istapuvanja protiv folklorizmot vo literaturata, konecki rešitelno se izjasnuva za privrzanosta kontradicijata, Vezilka. To izboruva za neophodnosta da se pišuva poezija, što će bide jednako razbirljiva i za obični od čovek i za rafinirani od estet. Zadačata da se pišuva prosto i strogo ne znači da se pišuva uprosteno, kako što ne znači i da se otkaže od baranjata na patištata što vodat kon usovršuvanje na umetnički od izraz. Interesno je što u ovoj period, koji traje nekade do sredinata na 60. godini, plodotvornite promjeni go zafatjati tvoreštvoto na poetite od prvata generacija. Blaže Koneski, so vtoroto dopolneto izdanije na Vezilka, 1961, Aco Šopov so zbirkata Nebidnina, 1963, i Slavko Janevski so Evangelije po Itarpeo, 1966. Ova odi vo prilog na tezata za ostvarenata transformacija na poetski od jazik i izraz na jedan globalen plan. 60. se godini vo koji se slučuva doađanjeto na nova generacija poeti i publikacije na nivnite poetski zbirki, no i period na inovaciji vo makedonskata proza.
се појавува психолошкиот роман Две Марии, 1956 од Славко Јаневски, лирскиот роман со очигледен стремеж кон синтеза на лириката и епосот Под усвитеност, 1957 од Димитар Солев, и блискиот до екзистенцијалистичкото третирање на светот и на човекот, романот Метафора од Ѓорѓи Абаџиев, Пустина, 1961. 70-тите и 80-тите години. Развојот на македонската литература во периодот 70-тите-80-тите години, според низа обележја, се совпаѓа со процесот што се одвива и во литературите што се сродни со неа. Наистакнати представници на овој период се поетите, почнувајќи од Блаже Конески, Ацо Шопов, Гане Тодоровски, преку Влада Урошевиќ, Петре М. Андреевски, Анте Поповски, Петар Т. Бошковски, до Радован Павловски, Михаил Ренџов, Катица Ќулавкова, Атанас Вангелов. Потпирајќи се на националните традиции и истовремено прифаќајќи го уметничкото искуство на светската лирика, тие во своето творештво воспримаат и реализираат разни уметнички принципи – реализам и надреализам, експресионизам и импресионизам, неосимволизам, деконструктивизам и така натаму. Усложеноста и метафоричноста на стилот, асоцијативноста и символиката од една страна и ироничната литературна игра, експериментите на границата меѓу поезијата и прозата од друга страна, како и филозофската задлабоченост, психологизмот, широкиот тематски диапазон, се белези со кои се одликува поезијата од овој период. Во посочениот период 70-тите-80-тите години на 20 век, македонската литература се збогатува со значајни достигнувања и во областа на прозата. Како основни наративни типови се издвојуваат традиционално историскиот роман, рефлективно монолошката и символичко-метафоричката, како и фантастичната проза, а во 80-тите се повеќе се распространува постмодернистичката проза со нејзиниот својствен иронично игрив манир. Во тој поглед особено се истакнуваат прозаистите како Славко Јаневски, Живко Чинго, Владо Малески, Коле Чашуле, Ташко Георгиевски, Методија Фотев, Зоран Ковачевски, Митко Маџунков, Димитар Солев и Петре М. Андреевски. Кон драмата се свртуваат многу познати поети и писатели – Живко Чинго, Богомил Ѓузел, Петре М. Андреевски, Миле Неделковски, Георги Сталев. Се појавуваат автори што пишуваат првенствено за театар – Томе Арсовски, Бранко Пендовски, Горан Стефановски, Јордан Плевнеш. Се збогатува жанровскиот состав, се проширува тематиката на делата, се усложнува формата. Сепак, вистинската популарност и афирмација, македонската современа драма, ги доживува со творештвото на Горан Стефановски, кој започнува со пиесата Јане Задрогас, 1974 година, создадена како синтеза од современата драма и уметноста на фолклорниот театар. 90-тите години. Последната деценија на минатиот век е деценија во која Македонија се здоби со независност, во која беше формирана првата самостојна модерна држава во историјата на македонскиот народ. И додека во претходните 50 години, од 1940 до 1990, македонската култура, а со тоа и литература, се развиваше во еден сејугословенски контекст, сега таа во овој период почна да се доизградува како култура, а со тоа и како литература на една самостојна држава. Доминантното место во 90-тите години припаѓа на прозата, а романот станува нејзин најпродуктивен жанр. Имено се случува едно море од романи. Како најзначајна појава во најновата македонска проза треба да се истакне романот Јазли на Владо Малески, издаден во 1990 година. Причините за ваквиот интензивен развој на романот треба да се гледаат во зголемениот интерес на македонските писатели за националната историја и осознавањето на нејзините трагични периоди. Впрочем, таков е и овој роман на Малески, такви се и романите на Петре М. Андреевски и на Слободан Мицковиќ. Македонската поезија на 90-тите е представена со имињата на ценети поети, познати и надвор од земјата, како Матеја Матевски, Влада Урошевиќ, Петре М. Андреевски, Михаил Ренџов, Ристо Јачев, Тодор Чаловски, Веле Смилевски, Зоран Анчевски, но и тогаш некои нови имиња.
Од друга страна, драмата во последната деценија на минатиот век е интензивен и плодотворен книжевен род во подем, така што авторите како Горан Стефановски, Јодан Плевнеш, Венко Андоновски и Дејан Дуковски стануваат популарни и надвор од земјата. Како голем настан во културниот живот на Македонија треба да се посочи појавата на пиесата на Дуковски «Балканот не е мртов». Што се однесува до националната критика, треба да се истакне нејзиниот подем, како и фактот дека во овој период за прв пат во македонската национална наука се појавуваат сериозни, клучни, историски и монографски изданија од типот на Историјата на македонската книжевност, 20 век, од Миодраг Друговац, како и серијата изданија за историјата на македонската литература, реализирани од страна на Институтот за македонска литература. Првите две децении од 2000-тите години. Со своите остварувања, македонската литература не само што не остана зад рампата на 20-тиот век, туку засилено потврдува дека забрзаниот книжевен развој, веќе историја и македонската книжевна стварност постојано воспоставува синтези со книжевните текови кои што се одвиваат и надвор од македонскиот книжевен контекст. Во првата деценија на 2000-тите, постмодернизмот го достигна својот зенит во македонскиот книжевен простор, при што се случи објавување на дела кои што сега ја детерминираат естетската вертикала на македонската литература. Потоа следеше бран нови автори и поетики кои што сега се обележија на актуелниот миг на македонската книжевна стварност. При тоа, иако не постои силна поетичка обгрнатост кај голем дел од авторите кои што дебитираа и кои активно создаваат во овие години, сепак во нивното писмо се чувствува дистанцирање од постмодернизмот. Ова дистанцирање најпрво делуваше како нов реализам, но сепак, согледано од денешната перспектива, се чини дека во македонскиот книжевен простор доминира книжевен индивидуализам, кој што не е врамен во стилско-формацијска рамка. Ги ползува книжевните искуства, но едновремено преку индивидуалниот творечки чин се стреми и кон нова книжевна естетика. При тоа и натаму се присутни и поигрувањето со жанрот, додека едновремено се забележливи и нови трендови на тематско-мотивски план, со настојување за книжевна насоченост кон теми кои што претходно не биле дотолку присутни во македонската литература. Во ваквата книжевна стварност, покрај новите имиња, на книжевната сцена се присутни и најголемиот дел од авторите, кои што со своите остварувања доминираа во 90-тите години на 20-тиот век, при што дел од нив токму во овој период и го остварија својот досега најзначаен творечки резултат. При тоа во овој дводецениски период се повеќе се зголеми присуството на македонскиот автор и пред странската читателска публика, вклучително и со поголем број преводи на понови македонски дела. За ова придонесоа и меѓународните признанија за дел од најзначајните остварувања на македонската литература во овој период. Па така наградата Балканика ја добија Венко Андоновски за Папокот на светот и Александар Прокопиев за Човечулец, а македонски автори се вброија и меѓу добитниците на наградата за литература на Европската унија Гоце Смилевски за Сестрата на Зигмунд Фројд, Лидија Димковска за Резервен живот, Ненад Јолдески за Секој со своето езеро и Петар Андоновски за Страв од варвари. Но се случија и значајни меѓународни признанија и бројни препеви на поезија од македонски автори, како на оние кои што доминираа во 90-тите години. Никола Маџиров, Лидија Димковска, Игор Исаковски, Јовица Ивановски и други. Сепак неспорно е дека прозата го задржа своето доминантно место и во овој период, при што морето од романи од 90-тите години на 20-тиот век стана океан од романи, со творечки влог и на авторите кои што веќе беа етаблирани во книжевната јавност, но и на писателите кои што дебитираа во овој период, што се согледува и преку конкуренцијата за наградата Роман на годината, најпрво на Утрински весник, а сега на фондацијата Славко Јаневски, востановена токму на границата меѓу 20-тиот и 21-тиот век. Незини добитници покрај дел од авторите кои што беа етаблирани и во завршницата на 20-тиот век се и автори кои што дебитираа во последните две децении. Гоце Смилевски, Снежана Младеновска Ангелков, Петар Андоновски, Давор Стојановски, Фросина Пармаковска,
Nikolina Andova Šopova i Vladimir Jankovski, što i potvrdува дека преку новиот бранд поетички необгрнати индивидуалци во македонската литература се случија видливи придвижувања во книжевната стварност. Дел од прозаистите, иако во овој период дебитираа како автори за раскази, некои и со формата кус расказ, потоа доминантно постанаа романсиери, но и покрај тоа евидентна е посветеноста и на расказот од автори кои што се пронаоѓаат токму во овој жанр, како Румена Божаровска, Ѓорѓи Крстевски и Иван Шопов, или подеднакво и на теренот на романот и на расказот, како Жарко Којунџиски, Живко Гроздановски и Ненад Јолдески, при што некои од нив, токму како автори на раскази, се во фокусот и на меѓународната културна јавност. Токму на теренот на прозата, ова е период кога нови дела од овие македонски автори и романи и збирки раскази го добија и статусот на бестселери, со голем интерес на македонската читателска публика. Македонската поезија во овој период е представена од автори кои што својот творечки влог го остварија и во 90-тите години, но и во децении пред тоа. Матеја Матевски го доби златниот венец на Стручките вечери на поезијата во 2011 година, но и со низа авторски имиња кои што особено се етаблираа во овој период. Покрај Маџиров, Димковска, Исаковски, Ивановски и уште неколку автори родени во 60-тите и 70-тите, по своето дебитирање со својата поетска реч во македонскиот книжевен простор, се позабележливо е присуството на Николина Андова Шопова, добитничка и на наградата Мостови на Стручките вечери на поезија, Јулијана Величковска, Ѓоко Здравески и други. Но се позабележливи се и творечките резултати на поети родени во 90-тите, и тоа не како добро дебитирање, туку како сериозни творечки остварувања, што се потврдува и со фактот дека Ива Дамјановски за стихозбирката Двумење ја доби наградата Браќа Миладиновци на Стручките вечери на поезијата во 2020 година, а меѓу финалистите беше и Андреј Ал-Асади. Но во овие две децении по својата нагорна траекторија продолжи и македонската драма. Иако доминантно представена од авторите кои што својот влог го дадоа и во 90-тите години, но сега и со зголемен интерес за прикажување на нивните дела на театарските сцени надвор од Македонија. Одделно интересно е што во последните години има интерес и за драматизација и театарска поставка на дела од македонски прозаисти и поети. Од друга страна, на теренот на критиката, се повеќе се присутни критичко-есеистичките остварувања со по десетици авторски книги секоја година, а во текот на последните години, покрај академската критика, забележливи се обиди и за реактуализација на дневната новинската критика, која што се чини потребна во услови на книжевна хиперпродукција, каква што се случува во Македонија во изминатите години. За ваквите случувања во книжевниот простор придонесоа и новите медиуми и технологии, со кои веќе има и повеќе обиди за развој на електронското издаваштво во Македонија, вклучително и е-книжевни списанија, но и отворање виртуелни библиотеки.